Почитувани мои кишевчани, кишевчанки, браќа мои сестри, пријатели, симпатизери на Обединети за Македонија, сакам по ова дошливо време, по ова предвечерие македонско, да ви кажам нешто што секогаш го носам кога доаѓам во Кичево, кога ви гледам вас, кога ги гледам кичевчани, дека навистина се гордеам со вас и навистина од срце ве сакам. Се гордеам за тоа што издржавте, за тоа што во најтешкото време бевте со мене, бевте со Обединети за Македонија. Обединети за Македонија денес, последна година од моето враќање од научната институција Идризово, од тој македонски Сибир, повторно, силно, енергично, одлучно, храбро се враќаме на македонската политичка сцена. Се враќаме чекорејќи, чекор по чекор, дигајќи се заедно со Македонија од овој пепел, од овој пекол во кој ја остави еден човек, чие име не сакам ни да му го споменувам, ја остави Македонија во таква беда, во таква сиромаштија, во таков раскол, во такви делби македонски дележи, незапамтени во историјата. Но ние сме тука, го креваме Обединети за Македонија на нозе, за цврсто за да зачекориме заедно кон она што е наша визија, кон она што е македонска перспектива. Почитувани мои сестри и браќа, кога го формиравме ВМРО ДПМН 90-тите години, ние имавме јасна визија за Македонија. Ние тогаш се кренавме против едноумието во државата. Се кренавме за да покажеме дека Македонија има шанса да функционира како самостојна, суверена, меѓународно призната држава. Тргнавме тогаш одлучно и пративме пораки кои значеа борба против бирократијата во државата, борба против криминалот во државата, борба против сите девијантни појави кои се случуваа во едноумието комунистичко во кое живееше Македонија. И што се случи во овие 10 години од тоа чудно човече кое не само ВМРО ДПМН го кутна, го легна и го уништи, но ја уништи и Македонија. Се случи тоа, како што вели еден мој пријател, кога во животот тргнуваш и кога во животот стануваш она против кое си се борел, тогаш ти си човек без идентитет, тогаш ти си губитник, тогаш ти повеќе не си човек. Против она, против кое се бореше ВМРО ДПМН, он тоа го претвори во негова визија, полнејќи го своето собствено чекмеџе со милиони евра, со милиони народни пари, од кои Македонија денес не може и тешко ќе се извлекува од оваа криза во која ја остави. И гледам тоа чудно човече кое се трудеше цели 15 години или колку има од 10 мај 2003 година, 14 полни години се трудеше да стане лидер и како што јас од оној говор пророчки му кажам дека тој не може никогаш лидер да биде, но може да биде само преседател, техничко лице на ВМРО. И навистина на ВМРО ДПМН и навистина тоа беше. И ме прашуваат и ме советуваат и денес моите советници да не го споменувам него. Но не можам заради прашањата кои денес ги добив во интервјуто на едно од македонските радија, каде што навистина она што го кажав на првиот
наш собир при отварањето на штабот во Скопје, кажав дека мора да се искорени тој феномен, мора да се искорени тој груевизам во државата, затоа што рецидивите се страшни. И прашањата кои денес ги слушав потврдуваат дека тој рецидив, дека тоа време македонско оставило траг врз психата на македонскиот човек, на македонските граѓани. И тие денес уште поставуваат прашања зачудувачки. Ми поставуваат прашања од типот како јас не сум бил коректен кон Груевски, кој многу ми помогнал, па дури и ме извлекол од хашките зандани. И уште некои прашања кои потврдуваат дека уште треба да се искорени заради Македонија, не заради Љубе Бошковски и не заради мојот генерален секретар Милосовски и не заради некој од нас, но за нашата македонска држава. И да предпоставиме дека случајно Никола Груевски мене ме спасил од занданите хашки. Да предпоставиме, иако тоа не е прашање ни за предпоставка, што треба јас да бидам? Или кон Владо Бучковски, или кон било кој политичар кој се ангажирал да ја финансира мојата одбрана во Хаг. Зарем требаше јас да бидам нивни полтрон? Зарем требаше јас да бидам слуга затоа што борејќи и бранејќи ја Македонија и заради националните интереси македонски заминав таму каде што бев? Или заради тоа треба јас да бидам дел од тоа друштво криминално, од тоа друштво бандитско и јас да бидам дел од таа мафија македонска која полни 10 години владееше со Македонија. И замислете како тие пари некој за мојата одбрана да ги зел од собствениот буџет, а не од буџетот на граѓаните на Република Македонија. Изгледа тој ги продаде оние 4 стана кои ги купи во време кога мене ме гаѓа кај Карпала, кај Пејце и на Тетовското кале. Може би ги продаде за мојата одбрана, па затоа неговите затруени кои се уште, ете, тие 3 пати помалку од колку што сме ние вечерва, му даваат поддршка по македонските улици, уште поставуваат такви прашања. Почитувани мои, тоа е веќе македонско минато и за него повеќе не сакам да зборувам. Ние не сме партија која ќе се навраќа кон минатото, но денешните провокации ме натераа да проговорам за едно време минато. Обединети за Македонија продолжија таму каде што запре ВМРО ДПМН. Обединети за Македонија се авангардата на ВМРО ДПМН. Ние сме авангардата на ВМРО и ние го продолжуваме и го трасираме патот за кој се ангажиравме, се боревме и целосно се вложивме. И нема дилеми дека ние сме десничарска, народна, демохристијанска партија. И нема дилеми дека ние сме партија која нема да биде нем послушник на лидерот и да создаваме вождови од лидерите на партиите. Но партија која е секогаш со народот, со луѓето, со вас, со членовите на Обединети за Македонија, од кои слушам совети и прифаќам совети. Ние сме тука заради Македонија, да бев за лично и слично богатење и вие заедно со мене денес овде, тогаш ќе останевме во долината на волците на Груевски и на неговата дружба. Ние сме тука затоа што сакаме модерна Македонија. Десничарските партии не значат дека се назадни партии. Десничарските партии се модерни партии кои го почитуваат човекот, неговите права, неговите слободи и се бориме за поинакви вредности, за западните вредности, да ги донесеме во Македонија, преку приемот на Македонија во Европската Унија и во НАТО. Таква Македонија ние сакаме. Македонија од нашите соништа да биде македонско јаве.
Имаме ли сила ние во Обединети за Македонија? Имаме, ако на овој дожд и на ова невреме денес во Кичево би имало толков број. Оваа вера и оваа љубов дава надеж за Македонија. Дава надеж дека Македонија има шанса не само во Македонија, но и на меѓународната сцена. Македонија има шанса да го врати своето респектабилно место. Македонија има шанса да го врати угледот. Тука сме да бидеме критичари, да бидеме креатори, да бидеме стваратели, да бидеме градители на Македонија. И секогаш ќе го дигнеме гласот против секој оној кој ќе ги нарушува интересите на граѓаните на Република Македонија. Ние кон никого немаме никаков долг. Љубе Бошковски покажал, Обединети за Македонија докажале дека ако можевме да го издржиме ова тешко македонско бреме, можеме да тргнеме напред и можеме заедно, без да полагаме на било кого рачун, да бараме рачунот да ни биде положен на нас од секој во Република Македонија. Ние имаме сентименти, чувства, се до мигот, додека не се стапне на националните интереси на Македонија и додека не се стапне и не се газат човековите права и слободи. Ние од Обединети за Македонија ја продолжуваме нашата битка. Ги отвараме ширум вратите и на сите наши кои од разни притисоци мораа да ја напуштат Обединети за Македонија и да се приклучат, но не да покажат никаква друга активност, но да се заштитат себе си. Ние мораме да имаме разбирања и за слабостите на тие луѓе кои се враќаат повторно во Обединети за Македонија. Нашите брати се ширум отворени и за оние кои досега заради нивната непартиска припадност не можеле да дојдат до израз во општеството, да ги прибереме, да ги донесеме овде во Кичево, кичевчаните, во Прилеп, прилепчаните, во Охрид, охриѓаните, да можат и да веруваат дека има една политичка сила која има разбирање за секој која сака Македонија и кој го сака доброто на Македонија. Ова дожливо време, може би малку ќе го скрати моето излагање вечерва, но едно сакам на крајот да ви порачам. Вие сте мојата сила. Вие сте тие, вашите погледи, вашите очи и вашата љубов, која и покрај толку долго отсуствување од политичката сцена и покрај толку закани кон мене, стојам цврсто овде простум пред вас, за да покажам дека сум со вас. Се додека чекорам, ќе бидам ваш брат Љубе. Ќе бидам со вас кога ви е најтешко, затоа што во миговите, кога мене и на моето семејство му беше тешко, вие бевте со мене. Обединети за Македонија е едно семејство. Ве љубам како што го љубам најблиските мои, затоа што животот и се што имам сум го посветил само на една цел, за подобра, поинаква, посреќна, побогата, поперспективна и поубава наша единствена, вечна и безсмртна Македонија. По тоа име ве поздравувам и ве поканувам на отворањето на нашиот штаб. И благодарам и нека ни се среќа новите простори на Обединети за Македонија.